Ги напуштаат домовите за да спасат живи глави, но наидуваат на пекол. Грозоморни приказни раскажаа група мигранти пред камерите на Телма. Ги ограбуваат, малтретираат им, ги киднапираат жените и децата. Наместо да го најдат бараниот мир, остануваат и без семејствата. 30 мигранти од Сирија затекнавме во напуштено и разурнато складиште во близина на Гевгелија. По 10 луѓе се туткаа во една просторија, седејќи во темни и влажни места, исплашени да не ги пронајдат напаѓачите. We came from Syria to Turkey to Greece, and here we're going to peace. We're looking for peace. Yes, it's difficult and dangerous trouble, but it's better than stay in our hometown because the bombs over our heads every day. It's very dangerous, very bad, really. The situation is very bad there. You can't imagine the situation there. The bombs every day from the Air Force and from the can and from the shoot us every day. Речиси сите зборува англиски и француски, но се ги криеа лицата од камерата, од страв да не ги препознаат. Првиот млад човек што ни пристапи беше очаен. Пред 3 дена му ги грабнале жената и децата. Тврди дека станува збор за организирана вооружена група албанци. 5 days. You sleep here? We sleep here, in jungle, everywhere. How many people are you there? We now 16 persons. My family and his family, before 3 days, one car take them. We don't know where is them. We lost them. This is one month and a half. 1 month and a half. Month. But Albany, but people Albany take my children and wife. I don't wear. I don't wear is it. Some people say me maybe in Kumanovo, maybe in Serbia, maybe in I don't know anything. Ги пречекувале близу границата, нудејќи им превоз до Србија за 4000 евра по лице, но на крај ги ограбуваат и им се закануваат по живот. We are coming to the 9 days. We are sleep in forest. We didn't eat good. We didn't wash. We didn't anything. There is some mafia coming from Albania. Hit our friend. Hit our wives. Hit us. Take money. Take all thing of us. We haven't anything now. Or money, telephone, all. It's big mafia. I don't know what is that mafia. I don't know. What is that mafia? Huh? What is that? That's TG. What is that? What is that? Mafia hit This him. is no mafia. This is cut. 10 days we were go Macedonia, go Serbia. Police come check. We came here by phone. Greek. Deport Greek. This is big problem. This is big problem. Во групата имаше неколку бремени жени, мајки со бебиња, без храна и лекови. Велат дека секој ден е измачување. Nous avons 10 jours, 15 jours dans la montagne. Il n'y a pas de mange pour mon bébé, pour nous. Quelqu'un nous avons aidé moi, nous, pas moi. Je veux dormir moi et tout dans la montagne. Où est le droit de personne? Où est le droit de mon bébé? Où est le droit de mon homme? Et pour ça, cette femme, elle est enceinte, elle est 3-4 mois. Pas de médical, pas de mange, pas de lait, pas de... rien. C'est tout. Qu'est-ce qu'on a à faire? Rien. طريق في مافيا خدوا لنا مصارينا وخدوا لنا كل شيء. ما عندنا مصاري، ما عندنا أكل، ما عندنا شنطياتنا، كله راح. Мигрантите често свратуваат во Миравци да побараат помош или да купат храна во локалните продавници. Полето околу селото пак е полно импровизирани засолништа направени меѓу жбунови и грмушки, каде најчесто преспиваат. Жителите велат дека мигрантите се мирни и не прават проблеми.
Па по железниčka станица има доста. Ту в Миравци продаваме сте колко как. Поминуваат тука покрај продавниците што бараат? Што бар? За јадење се земуват, видите. Како, мирен народ е, не некои, да кажем, проблема да прават. Сега кажем за имигрантите. Ми често изразяваме, често пъти. Добро. И И от тук минат, преко ума минат. секој ден? Кога, как? После јас не ставам така се. Доста сообраќајки се случуваат, доста гинат пошините. Зошто? Што мислите? Што е причината? Па изнамоштени са тие и заспиеват. Сте ги гледале дека спијат пошините? Некој што имале ли прилика? Не, видено, ама и ми сретнано, јас сум шпедитор кој и как патуват мисли дреме. И идва и се патуват, ти се изнамоштени, гладни ближе вамо таму. И тоа се карнало од джендема, миш бе иде ту за, ако му е там добро, нема да дојде тука. Значи, иде што му е напрена работа. Миравци не е единственото село каде минуваат мигрантите. Може да ги сретнете во секое место од пограничниот регион. Жителите од пограничните села кај Гевгелија сведочат дека речиси секоја вечер се забележуваат групи мигранти како се движат покрај пругите, користејќи ги како патокас кон Западна Европа. За жал, за многумина од нив токму македонските пруги се покажаа копни. Од образовани луѓе со кариери, семејства и исполнети животи до жртви на војна и бездомници. Приказните на мигрантите се полни крв и солзи, недоискажани, неизвестни и речиси безнадежни. Please help me, please help me. The government to help us.